По пожарите во Лос Анџелес кои им се закануваа на заедниците, на жителите им беа потребни информации што можат веднаш да ги искористат, како што се евакуациони зони, насока на ветрот и чадот, преки на струјата и друго. Многумина ја искористи апликацијата наречена Watch Duty, управувана од тим оддалечен стотици километри во Северна Калифорнија. Апликацијата им нуди на жителите клучни информации за нови епидемии, менување на правецот на ветрот и други ризици. Тоа е виртуелен оперативен центар за итни случаи кој дава ажурирани податоци од соседството за време на криза. Мојата итна помош и на мојот сосед кој живее четвртина милја подалеку од мене се различни. Има информации за различни заедници, тука доаѓа технологијата. Апликацијата Watch Duty достава детални локални информации. Тоа е една од причините за незината популарност кај своите 7 милиони корисници, од кои многумина ја превзедоа апликацијата во последните недели. Успехот на апликацијата укажува на ветувањето дека технологиите како што се вештачката интелигенција и сензорите ќе им ги дадат на жителите и на оние кои први ќе реагираат информациите во реално време што им се потребни за да преживеат и да се борат со природни катастрофи. Меѓу технолошките партнери е и Alerti Калифорнија, управувана од Универзитетот во Калифорнија Сан Диего. Незината мрежа од повеќе од 1000 камери со вештачка интелигенција често открива пожари пред луѓето да ги забележат. Заедно сме очи и уши. Тогаш тоа го дистрибуираме во извештаи до јавноста преку нашата платформа. Друг партнер на апликацијата е N5 Sensors, фирма со седиште во Мерилен. Незините сензори откриваат чад, топлина и други знаци на пожар. Тие се како нос, ако може да се каже тоа, откриваат аномалии на чад и различни хемиски образци во воздухот. Услугата на Watch Duty покрива 22 држави, главно во западниот дел на САД и планира да се прошири во сите држави. Иако огнот е незиниот фокус, апликацијата исто така планира да следи и други природни катастрофи, како што се торнада, урагани, земјотреси и цунами. Сакаме да бидеме едно шалтерско место каде што луѓето ќе можат да одат да ги добијат овие информации кога има потреба, за да имаат извор што ќе го направи јасно и концизно тоа што се случува.